Повторно во 24 отворено, овој пат проширени и надградени, со мојот колега Сеат Ризвановиќ. Сеат, добро вечер и за тебе. Добро вечер. Вечерашни гости во вечерашниот дел од дебатата на отвореното студио се господинот Љупчо Ристовски од Интегра, господинот Мерсел Билјали, универзитетски професор, Љупчо Зиков, новинар, уредник и собственик на Капитал, и господинот Пеџарсовски, аналитичар. Добро вечер за сите што дојдовте во студиото. Пред да преминеме на дебатата во однос на тоа што е денеска главна вест во Македонија, веројатно и пошироко, ќе вклучиме нашата колешка Душица Мрѓа, која што се наоѓа пред претседателската вила наводно, каде што претседателот треба да биде брифиран за она што се случи денеска и за договорот кој што беше постигнат помеѓу премиерите Заев и Ципрас. Душица, еден кус преглед на денот очекуваме денеска од тебе. Благодарам, Младен. Добро вечер за тебе и за гостите во телевизија 24 низ оваа врата во претседателската вила. Утре изутрината во 10 часот ќе поминат премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Никола Димитров. Тие во 10 часот изутрината имаат договорен состанок со претседателот на државата Ѓорѓе Иванов, каде што ќе треба да го брифираат околу договорот кој што премиерот Заев го постигна со неговиот грчки колега Алексис Ципрас, да му ги презентираат сите детали од договорот, пошто се очекува и претседателот да има свое обраќање и свој став до нацијата околу пакетот решение за спорот со името. Јас се обидов уште вечерва по пресконференцијата на премиерот Заев да добиам првичен став од кабинетот на шефот на државата, меѓутоа од таму останаа воздржани се со цел да ги слушаат утре премиерот и шефот на македонската дипломатија, па дури потоа претседателот да го каже својот став. Сепак доколку се земат во предвид она што Иванов во изминатиот период го изјавуваше, вклучително и денеска изутрината, а тоа е дека за Македонија не е прифатливо име за севкупна употреба. Речи се известно дека ќе биде против договорениот пакет кој што премиерот Заев попладнево го презентираше. Република Северна Македонија, име за севкупна употреба со уставни измени, македонски јазик без фусноти, како што рече премиерот, и идентитетот, односно македонски, националноста македонска, граѓани на Република Северна Македонија, кое што би стоело и со кое што, како што рече Заев, идентитетот би бил заштитен. Заев рече дека остануваат и кодовите МК и МКД, додека ќе се сменат регистарските таблички во НМК, а инаку, како што рече, ќе остане и придавката македонски за сите оние институции кои што го покажуваат и го зајакнуваат идентитетот на државата, како Македонската православна црква, Македонската академија на науки и уметности. Сепак ова уверување на премиерот Заев не беше доволно ниту за лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, кој што би кажала со доста остра реторика вечерва порача дека Македонија капитулирала, а дека Заев ги продал македонските национални и државни интереси. Порача дека ги откажува сите негови обврски и побара од премиерот да му го достави лично написмено целиот договор со сите детали и финеси, како што рече Христијан Мицковски. Му фрли ракавица на премиерот дека доколку ако стои се уште на ставот дека ова е добро решение да се оди веднаш на избори кои што ќе бидат и своевиден референдум, а не Заев, како што рече, да ги лаже граѓаните дека ќе се изјаснат, но откако неговото мнозинство ќе го ратификува договорот во собранието. Мицковски отвори и дилемата дали воопшто владата и премиерот имаат надлежност да потпишат таков договор за кој што премиерот Заев рече дека ќе биде потпишан со Ципрас до понеделник. Да слушнем изјавата на лидерот на опозицијата. Денеска е тежок ден за Република Македонија. Пред малку видовме пресконференција со која поразот се прикажува за лажна победа. А она што е стекнато многу порано, како наше природно и неспорно право, правото на јазик и националност, да се прикаже за извојувана победа во преговорите со нашиот јужен сосед. Тоа е нешто што ние го имаме загарантирано и пред самиот овој така наречен договор. Многу порано и исто така јасно кажано и напишано
во Обединетите нации. Колку и да се обидува Зоран Заев да демонстрира еуфоричност, со сила да се насмевнува и вештачки да делува среќно, се гледа од далеку дека ова е пораз. Опозицијата и ВМРО-ДПМН, како најголема политичка партија, не беше вклучена во разговорите за ова најважно прашање. Во суштина, навестениот така наречен договор е прифаќање на сите грчки позиции и во својата основа не може да се нарече ништо повеќе од така наречен договор. Ако постигнатиот така наречен договор на Зоран Заев е прифаќање на промена на Уставот и внатрешна и надворешна употреба на новото име, тогаш тоа е договор на Зоран Заев за капитулација. Повторувам, договор за капитулација. ВМРО-ДПМН нема да отстапи од своите принципи и уверувања. И ВМРО-ДПМН нема да подржи промена на Устав, а со цел промена на уставно име. Само еден час порано премиерот повика на подршка од опозицијата и од председателот Иванов, но и од сите граѓани да дадат подршка на решението за кое што рече дека е историско и вековно, со кое што решение Македонија ќе стане членка на НАТО, а како што рече силно верува дека ќе добие и датум за почеток на преговорите. Заев порача дека се работи за фер решение кое што го потврдува македонскиот идентитет и дека ако се исполнат до крај сите обврски, Македонија ќе почне, како што рече, нејзината светла иднина. Да чуеме дел од обраќањето на премиерот Зоран Заев. Имаме историско, вековно решение. Решавајќи го спорот меѓу Република Грција и Република Македонија, градиме пријателство меѓу двете земји и двата народи. Пријателство кое никогаш не било поголемо. Во нашите раце е клучот за отварање на европската перспектива за економски развој и подобар живот на граѓаните. Решаваме 25 годишен спор, кој што земјата ја влечеше надолу. Кога сите мислеа дека нема излез, ние се одваживме и тргнуваме напред. Со решението го јакнеме идентитетот македонски. Македонски јазик, македонски народ, македонец, македонка, заштитени и зајакнати еднаш за секогаш. Нема веќе фиром, нема веќе меѓународни договори во кои се избегнува македонскиот јазик. Решаваме вековно прашање. Своји сме на своето и тоа конечно е признато од сите наши соседи, од Република Грција и од меѓународната заедница. Со овој договор ќе биде потврден и зајакнат македонскиот етнички и културен идентитет, еднаш за секогаш. Нашата добивка е безценета, зајакнат идентитет и гаранција за безбедност, стабилност и просперитет на иднина на нашите граѓани. Нашиот влог во компромисот е дефинирање на прецизирано македонско име за нашата држава. Име кое е достоинствено и географски прецизно. Република Северна Македонија, со превод на сите јазици. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во Уставот. Договорот предвидува потврда на македонскиот јазик во Обединетите нации. Македонски, Macedonian, без фусноти. Националноста е македонска, кроз граѓани на Република Северна Македонија, или на англиски Macedonian / Citizens of Republic of North Macedonia. Договорот ќе биде презентиран пред сите релевантни политички субјекти во државата, а потоа подпишан од представниците на двете влади, после што следува ратификација во Собранието. Веднаш после ратификацијата, Република Грција ќе испрати писмо до генералниот секретар на НАТО, со кое ќе го извести дека меѓу двете земји веќе нема спор и дека не постојат пречки Македонија да добие покана
за членство во НАТО. Исто така, Република Грција ќе испрати писмо до председателот на Европскиот совет, со кое ќе го извести дека веќе нема пречки и дека препорачуваат да добиеме датум за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Премиерот Заев, одговарајќи на новинарски прашања што доколку не успее референдумот, кажа дека ако било која од врските не се оствари така како што е планирано, тоа би значило дека и договор нема. Кажа дека се уште не е одлучено дали референдумот ќе биде консултативен или обврзувачки, а исто така најави и можност за предвремени парламентарни избори заедно со референдумот. Имаме историски договор со кој што Грција станува водачка сила на Балканот. Вака со оваа реченица грчкиот премиер Алексис Ципрас во телевизиско обраќање до нацијата го објави договорот. Ципрас порача дека Грција ги задржала докрај своите позиции и ги остварила во потполност и во целост. Да слушнеме изјавата на грчкиот премиер Алексис Ципрас. Το όνομα αυτό θα ισχύει erga omnes έναντι όλων. Нашиот северен сосед се согласи да го промени името во Република Северна Македонија. Промената на името ќе се спроведува и на меѓународно и на билатерално ниво и за внатрешна употреба, односно ќе важи erga omnes, што значи дека нашите соседи се обврзаа да го ревидираат уставот. Со договорот постигната е јасна поделба меѓу Грчка Македонија и северниот сосед, со што се става крај на иредентизмот, вклучено во сегашното уставно име. Длабоко сум убеден дека овој договор представува голема дипломатска победа, но и голема историска можност. Грчката влада ги бранеше во цело сите црвени линии на нашата национална позиција. Посредував во овие преговори помеѓу двете страни и сигурен сум дека од договорот помеѓу премиерите Заев и Ципрас и двете земји ќе имаат големи придобивки. Ова е реакцијата на медијаторот во спорот со името Метју Нимиц, кој што цели 24 години беше посредник во преговорите за спорот со името. Честитки до двајцата премиери и до двете земји стигнаа и од европските функционери Јоханес Хан, Федерика Могерини, а и од генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг порачува во писмената изјава дека со договорот помеѓу Скопје и Атина се отвара вратата за членство во НАТО алијансата на Македонија. Сепак додека се стигне до таму, има уште многу работа и многу чекори да се исполнат првичниот, доколку сака национален консензус за решение за името. Премиерот Заев утре најпрво ќе треба да го убеди шефот на државата Иванов дека договорот е добар, а историски, а и како што самиот најави предходно да преговара со лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, кој што кажа дека ќе биде против на референдумот, да добија поддршка и од опозицијската партија, бидејќи за уставни промени за кои што се обврза Македонија со неговиот договор со Ципрас потребни му се и ВМРО ДПМН, бидејќи уставот се менува со двотретинско мнозинство. Студио. Благодарам. Душица Мрдја беше тоа која што извести за сето она што денеска се случуваше во поглед на името. Сеат и ти долго време го следиш овој спор. Предпоставувам имаш повеќе прашања за нашите гости. Да, Младен, ти благодарам. Еве да почнеме со дебатата, одеме некако по ред. Арсовски, почнуваме од вас. Видовме што се случи денеска, без разлика како кој го карактеризира ова денес, сепак историски ден за Македонија, тоа не може да се негира. Го слушавме оно што го кажа премиерот, неговите аргументи дека се работи за договор кој го чува македонскиот идентитет, дека е достоинствен договор. Од друга страна, председателот на ВМРО ДПМН Мицковски вели дека се работи за капитулација на македонската страна во однос на грчките позиции. Како ви се чини вас договорот? Видете, очигледно е дека наједноставно кажано договорот од наша страна ние сме прифатиле erga omnes, а од грчка страна прифатиле заштита на македонскиот идентитет. И тоа е трговијата која е очигледна во договорот. Имајте ги предвиди опреќањата на Заев и на Ципрас. Ципрас зборува за промената на уставот и erga omnesот како нивна придобивка. Заев зборува за заштитата на идентитетот, јазикот, нацијата и топонимите, ако сакате, како наша придобивка. Во таа смисла мислам дека е тој договор добар,
бидејќи е најдобар договор што може да се постигне во овие дадени околности. Се разбира дека нема идеален, ниту премногу достоинствен договор, бидејќи прашањето не е достоинствено. Но во оваа ситуација мислам дека е тоа најдоброто што сме можеле да го добиеме. И во таа смисла противењето на Мицковски во една ваква ситуација изгледа доста тажно. Не е тоа пристоен наратив, бидејќи мислам дека сепак трите оски кои го дефинираат договорот, на кој тешко може да му се најде замерка, мислам дека тоа ќе биде дополнителен проблем за опозицијата, се заштитата на идентитетот како заштита на нашите црвени линии. Второто е веднаш пристап во ЕУ и во НАТО, што е огромна придобивка за која ние веќе сме изгубиле верба дека може во некаква догледна иднина да се случи. И третото е што Заев сепак вели дека ќе има референдумско изјаснување, што е некаква дополнителна заштита дека тој ќе биде валоризиран низ плебисцитарен некаков модел. Слушнавме дека постојат дилеми околу тоа дали референдумот ќе биде консултативен или обврзувачки, како некаков рекапитулар се обидам да направам на ова што го гледавме. Знаете што, единствената разлика помеѓу обврзувачки и консултативен референдум е како ќе се поставите кон него. Во Македонија проблемот на референдумот е цензусот, односно дискрепанцијата помеѓу избирачкиот список и луѓето кои се реално присутни. Ако владата се согласи да ги почитува резултатите на консултативен референдум за кој не треба да се брка цензус, и ако навистина ги почитува, тогаш е тоа исто како да направиле обврзувачки референдум. Мислам дека е тоа таа дистинкција која во моментот се прави. Ќе остане овој проблем со Иванов како последен бастион на ретроградната некаква позиција која владееше до сега. Реално е историски ден, како што рече, и мислам дека поголем дел од луѓето се фатени на изненадување. Не им се верува дека сме успеале реално да добиеме тоа што досега цела Грција се противеше на идентитетот и така натаму. Има двајцата премиери уште доста работа дома. Видовме став од Каменос, видовме став од Мицковски. Оските на поделба сега се сменети, наместо Македонија наспроти Грција, сега се либералните сили во Македонија и Грција, Ципрас, Заев, заедно со Меркел, Хан, Могерини и така натаму, против ретроградните сили и во Македонија и во Грција, Мицковски, Мицотакис од Мицотакис. Не сме слушнале став од Мицотакис. Мислам дека ја преценуваме важноста на Каменос во смисла на владината коалиција, мислам дека се уште има Ципрас само некаков простор за... Не, Каменос денеска рече дека тој нема да гласа за ваков договор што содржи збор Македонија, меѓутоа не ја доведе во прашање владината коалиција во ниеден момент. Не ја доведе во прашање коалицијата, но рече дека ќе им наметне на претениците да не гласаат за тој договор, што е нивно некакво право, меѓутоа во таа смисла не значи дека веднаш му пропаѓа на Ципрас потребното мнозинство 151, бидејќи има каде од други партии кои не се во неговата коалиција да црпи гласови за овој договор. Мислам дека по тоа прашање многу е важно мислењето на Павлопулос, на грчкиот председател, кој го поздрави на еден начин договорот, бидејќи таму председателот има една друга тежина во смисла на политичкиот дискурс и мислам дека тоа ќе оди во некаков правилен правец таму. Се разбира, не се сите препреки избегнати, има уште доста што да се сработи овде и во смисла на референдум и така натаму. Меѓутоа ми се гледа дека двајцата премиери се честни кон тоа прашање и ми се гледа исто така дека Заев честно сака да им даде на луѓето шанса да се изјаснат по договорот таков каков што е. Тоа е еден како се обидов некаков рекапитулар да направам на ова што го гледаме до сега. Да. Зиков, од ова што го читаме од прилика на социјалните мрежи, бидејќи социјалните мрежи се можеби показател како публиката, како граѓаните сега мислат, одлучуваат за овој договор, гледаме дека има одредена поделеност и таму ги имаме овие дилеми. Едни велат дека всушност Македонија не добила ништо во овој договор, дека ги прифатила сите грчки почетни позиции, тие се ерга омнес, име за севкупна употреба, промена на устав, дека низ текот на годините, низ преговорите сменато и местото каде што стои предавката од пред Република, која е нашата почетна позиција на после Република, дека всушност сме прифатиле се. Од друга страна има некои кои велат дека сепак е сочуван идентитетот и дека договорот е огромна шанса за Македонија. Добро, да го поздравам овој историски ден и јас. Навистина е ова Македонија денеска со пресот на премиерот и со објавата на договорот испиша една нова страница во својата историја. Веројатно, вистинскиот историски ден ќе биде денот на референдумот, кога македонските граѓани ќе се изјаснат. Поделеноста на социјалните мрежи да не зачудува, меѓутоа и да не секира многу нели во тој дел, заради тоа што таа поделеност е поделеност во голем дел кај нас, барем таа група поголема на граѓани кои се на социјални мрежи
подолго време е поделена. Значи поделени се можеби во последните 10 години во владењето на ВМРО ДПМН, така да едните се бореа против режимот на Груевски, другите се на еден начин пишуваа и се бореа за опстанок на тој режим, така да јас тука не гледам многу и, како да ви кажам, логични адути на луѓето кои се почесто на социјалните мрежи, освен на луѓето на кои ние се реферираме и се повикуваме подолго време. Така веројатно дека луѓето не ги именуваат тука своите ставови. Па тешко ги именуваат заради тоа што знаете 10 години една власт сите што јас барем ги гледам на социјални мрежи, а многу од нив ги гледам на социјалните мрежи, тие директно или индиректно бенефицирале од таа власт. Јас така тоа го толкувам, бидејќи на социјална мрежа денеска не се пишува за политика, во голем дел се пишува за пропаганда. А тоа е различно. Значи, вие пропагирате нечија политика. Така да сега е мускулите на кои му се поголеми, дали на ВМРО-овците или на СДСМ-овците или на тоа. Тоа е така поделено во Македонија. Огледало се социјалните мрежи, меѓутоа нашето цело општество 27 години е така поделено и така функционира. Така да можеби подоброто огледало е, подобриот медиум е сега во последно време се социјалните мрежи, каде што тоа може да се види. Да се вратам на ова што Петар го зборуваше околу грчките ситуации, значи денеска. Мислам дека Грција во случајот ја има веројатно полесната задачка во решението и во објавата, заради тоа што Ципрас тоа денеска го изјави, веројатно викендот ќе потпишат и тој ќе биде на удар веројатно на национализмот во Грција, кој е исто така многу голем. Ќе дојде изјавата на Мицотакис и таа веројатно ќе биде во духот на изјавата на Мицкоски кај нас. Меѓутоа кај нив тоа после викендот некако ќе заврши. Следниот судар на грчкото општество, тоест на Ципрас како влада во тоа општество, се очекува веројатно како Македонија ќе ги заврши своите домашни задачи, чии Македонија има подолг пат кон сета таа работа и тие веројатно ќе го отворат тоа прашање следниот пат кога ќе треба да се ратификува во грчкиот парламент евентуалниот договор, како што добро слушнавме денеска, тоа ќе биде после нашиот референдум, после уставните измени, ако референдумот биде успешен, па тек тогаш грците ќе дојдат на таа позиција. Од друга страна во Грција има други проблеми, тие имаат финансиски и економски договори со меѓународната заедница, тие имаат други проблеми, мислам дека некаде околу 4,5 милиарди евра им доаѓа, сега треба да ги испреговара до септември, ова е октомври. некаков политички капитал во Грција, кој што многу значи за земјата во пресред и на овие финансиски аранжмани, но и во решавањето на останатите отворени прашања што ги имаат со соседите, ги имаат. Дефинитивно на маса било и тоа. Заради тоа што јас денеска видов во договорот дека Грција прилично отстапила од некои позиции, иако кај нас во опозицијските кругови се мисли дека Грција добила се, а ние не. Само ако се сетиме историјата од 27 години што кажува, од каде тргна Грција со ставот, во последните година, 2-3, каква реторика имаше, сетете се само пред 2-3 години во времето на Самарас и Неа демократија, која беа на власт, каква реторика имаше, која денеска е пресликана во реториката на еден начин на Мицотакис. Сетете се дека ако за година дена падне Ципраса, немате решение, дека прашањето би останало замрзнато веројатно уште 4-5 години. Добро, во официјален документ на Грчкото Министерство за надворешни работи поставен на нивниот сајт пишува дека македонците се вештачка измислена нација, дека се создадени од 45-та од Тито и така натаму, така да тоа е став кој е нивен официјален став, значи. Знаете што официјалниот став ќе си го сменат. Еве денеска имате договор каде што не било баш така. Значи тие во договорот признаваат националност македонци и признаваат јазик македонски. Така да ја не гледам друго освен фактите. Значи фактите се во договорот. Добро, благодариме. Билја ли ваша оценка за договорот, Куса? Благодарам. Први им честитат на двајцата премиери за раброста, државничкиот пристап, за одлучноста, значи да се справа со еден проблем кој е стар не 20, што често знаеме да кажеме, туку негде 50 и нешто години. Значи тие кои се по возраст и се сеќават дека во 70-ти години Грција официјално не ги признаваше дипломите на студентите кои студира во Скопскиот универзитет и затоа бројни студенти грци кои студира тогаш у Скопје беа принудени да се преселат или Приштина или
Ниш или Белград и така натаму. Значи проблемот е многу посложен и долго трае. И мислам дека не можеме ситуацијата или состојбата да ја третираме само врз основа на чувствата на едната заедница, а не и на другата. Последната нели сондажата укажа дека над 70% од грците се против во договорот да стои зборот Македонија. Да се сеќаваме и на тоа, 93-та нели беше самитот во Лисабон. И таму имаме јасна одлука, излобирана тогаш од грците, дека наредното име или името на новата држава, Република Македонија или тогаш не беше ни ФИРОМ, ќе се вика со некое име кај што не сме да стои зборот Македонија. Значи, многу што од тогаш е променето и многу што од тоа стегнат. И јас искрено кажам, без оглед на тоа што ерга омнес за некого звучи како некако максимално остапување, реално, значи, важните параметри државата ги има сочувани во однос на нацијата, јазикот, во однос на државјанството и така натаму. Благодарам. Само уште збор два. Значи, ајде да поаѓаме од тоа, што значи да се прави држава? Оти Македонија беше у крстопат. Дали да продолжи да екзистира или не знам да се соочи со многу лоши ситуации. Значи, и од политички аспект, и од безбедносни аспект, ако сакат и од популациони аспект. Оти ние имаме, значи, бела чума, екзодус на луѓето. Ево за Косово, да ви кажам. Значи, тие се согласија да немат никакви етнички белези, ни у знамето, ни у химната, ни у грбот на државата. Само за да прават држава. Дали се тие помалци албанци, затоа што држава не им се вика, нема никакво албански берег, Република Косово. Добро. Ристовски, вие во изминатиот период бевте еден жесток критичар на начинот на водење на преговорите, па и на оние постулати што би биле содржани во договорот, пред да го видиме ова денеска. Што мислите денеска после тоа што беше презентирано од страна на премиерите? Знаете, јас се надевам нема да ми замери јавноста и вие вечерва, ако јас си понатаму се држам до концептот на неверен Тома. Тоа е легитимно во секоја ситуација и во политичките науки е легитимен концепт, но тоа не значи дека тоа што е добро нема да го наречам дека е добро, а тоа што се уште остава, знаете, простор да биде кнедла во грлото, да го наречам така како што е. Јас од почетокот бев свесен, штом ние сме влегле во една ситуација на разговори околу името, очекував дека еден ден тоа ќе прерасне во преговори. И тоа се случи и очекував дека една влада еден ден ќе мора да влезе нели во решавање и во решение нели на основа на тие преговори. Тоа се случи малку хазардерски, малку неочекувано, но ете тие отидоа дури и чекор повнатре, прифатија билатерално да ги водат преговорите. Значи немаше меѓународни посредници, што беше изненадување за мене. Прифаќате билатерално да водите преговори со некој кој што е дипломатски поискусен, кој што е посилен во меѓународните односи, тој кој што е во кругот, кој што има простор многу да оценува и така натаму. И тоа се обидува нели со поддршка од екстремната грчка јавност. Јас ја критикував често пати методологијата на водењето на преговорите, кога се подгрева надежите и очекувањата дека ние ќе попуштиме, ќе свиткаме кичма и така натаму, што ги подгреваше екстремните сили и позициите во Грција да врши притисок врз грчката влада, што смета дека ќе има неповолен одраз на текот на преговорите. Но во целата оваа ситуација, знаете, за мене е сериозно изненадување, но позитивно изненадување, што премиерот Заев и преговарачкиот тим успеа да задржи придавката македонски со англиска транскрипција Macedonian erga omnes. И за мене тоа многу позитивно изненадување и ми се чини дека тоа на тасот на вагата во балансот ќе превагне дури и за промената на уставот, која што е кнедла во грлото и кое што е недостоинствено решение, недостоинствен притисок. Предходно се знаеше, во голем дел од јавноста барем се зборуваше и Заев неколку пати го спомена дека идентитетот и јазикот се загарантирани. Вие сепак тврдевте дека Северна Македонија нас не прави северно македонци и тука е крај. Не. Сега затоа или јас погрешно сум ве интерпретирал. Не, јас цело време инсистирав уште година дена наназад дека ако успееме да задржиме придавката македонски со англиска транскрипција Macedonian erga omnes,
за меѓународна употреба и дома, дека тоа ќе биде врвно достигнување. Јас однапред знаев и јавноста очекуваше дека географска одредница на уставното име ќе беше достоинствено решение, но во преговорите тоа го изгубивме. И ние како критичка јавност, како интелектуална јавност бевме должни да го критикуваме тој момент и едноставно да детектираме таа критична точка. Но во преговорите и во реал политиката во даден период тоа се изгуби, да речеме, од одот. И не можете се да добиете. Исто така критикував дека барањето за ерга омнес на промената на името, значи промената на уставот внатре дома, е исто така флагрантно, дрско и безобразно мешање на Република Грција во внатрешните работи на Македонија. И тоа е така по меѓународно право и меѓународни односи и во политичките науки и така натаму. Нема никој право да се меша како некој дома ќе си го уредува своите односи во општеството и во државата. Но тоа е оној хазардерски потек на премиерот и на владата кој што рекоа дека ќе одат чекор понатаму, веројатно за да ја добијат придавката македонски и Маседонијан. Сега историјата ќе вага дали сме направиле вистински чекор или не. Според мене, придавката Маседонијан има многу поголема тежина од се останато. Ако биде така, како што е денеска објавено на пресконференцијата, и ако е така, нели во потпишаниот договор кој што ние ќе го имаме, претпоставувам, на увид како јавност во понеделник. Ако е се така како што е договорено, ерга омнес подразбира дека тоа е и за во Обединените нации. Не слушнаме од премиерот дека ќе се одблокира процесот во Генералното собрание на Обединените нации и тие на наредното Генерално собрание, ако биде септември, дека ќе биде точката на дневен ред одобрена од Советот за безбедност да нели се укине формер Југослав Репаблик и така натаму. Значи тој акроним да престане да постои и Македонија да биде заведена со новото име Република Северна Македонија и во Обединетите нации, не само нели во. Ако добро ве сати, вие сте малку скептик дали јазикот и националноста македонски, односно Маседонијан, ќе бидат дел од договорот или ќе бидат само како дел од решението во Обединетите нации? Знаете, со данајците никој пат не сте сигурни докрај, додека не се заврши работата целосно. И затоа јас реков на почетокот, дозволете ми, немој да ми замерите ако бидам неверни тома докрај. Сакам да го видам подпишаниот договор, сакам да видам дека тоа што го говореше премиерот денес, иако логично е да му веруваме како јавност, премиер на држава, тоа е јавно ветување, јавна изјава, која што има сериозни последици ако не е така. Јас очекувам дека е тоа така, но да почекаме да го видиме договорот, да видиме содржината, да ги видиме подписите од двата премиери, да видиме дека е тоа навистина ерга омнес и за грчката јавност, и за меѓународната јавност, и за македонската јавност. Кнедлата останува за промената на уставот, но во реал политиката и во преговорите и во техники на преговарање 2-2 е и вие не можете да добиете 3-1 во една ваква ситуација. Сме се довеле. Тоа е факт. Постои една чудна интерпретација на Катимерини во однос на тоа како Грција ќе ословува нашата земја, каде што велат името на државата во меѓународна употреба е Republic of Northern Macedonia, но нашата земја, се мисли на Грција, ќе ја признава како Северна Македонија без превод. На што би се должело ова ако е точно тоа што го пишува Катимерин? И дали менува нешто во целиот склоп? Не знам, јас тоа не го видов. Ако е тоа за нивна лична употреба внатре, мислам, нивна внатрешна употреба во Грција, како ќе не ословува, тие многу од нив нема ни да го променат нивниот став дека ние сме Скопје, например, скопјани. Меѓутоа, тоа е внатре во општеството, како што ние во нашето општество уште долго ќе се викаме Република Македонија и како што веројатно еден дел од нашите граѓани никогаш нема да прифатат својата држава да ја нарекуваат Северна Македонија. Но овде станува збор, овде станува збор сега за преговори и за што е договорено. Така да и ова околу македонски јазик и македонски народ, тоа било предмет на преговори. И тоа е договорено и тоа денеска е во изјава на премиерот кажано. Во тој дел да немаме сомнеш дека тоа било пакет и цело време се разговарало за пакет. И на сите и опозицијски настроени граѓани во Македонија треба да им биде јасно дека преговорите на почетокот кога почнува пред 7-8 месеци, значи кога се стартуваше и во некои порани фази и власта и опозицијата, тогашна власт дури и во тоа време, ако се сеќавате, имаше дури некои изјави на челниците на ВМРО ДПМН во позиција на власт,
кога велеа дека за нас во преговорите со Грција и во решавањето на проблемот најважни се идентитетските прашања. И тогаш беа такви изјавите. Значи, ако ги вратиме ние во телевизиите, имаме архиви за таа работа и можеме да вратиме конкретни изјави на челници кај што велеа дека се тоа идентитетските прашања целта на преговорите за Македонија, а дека помалку или повеќе на мала врата се оставаше дека името ќе биде променето. Разликите беа во тоа дали ќе биде ерга омнес или ќе биде двојна формула според наши. Сега дојдовме до тоа да, како што кажа и Љупчо, значи доаѓаме до 2-2 во преговорите, не можете да имате апсолутна победа. Што сакаме ние сега од овој договор денеска? Уште на крајот да го задржевме Република Македонија ерга омнес и македонски јазик и македонски народ. Па тогаш значи немало преговори. Тогаш ние сме победиле со некаква арбитрарна позиција. Значи ние сме влегле свесно во преговори да ги задржиме идентитетските прашања и за вечни времиња да бетонираме некои работи кои биле предмет на сомнежи, предмет на поделби, ако сакате и надвор, меѓутоа и во македонското општество низ децениите наназад за тоа кој живее овде, кој е овој народ и така натаму. Мислам дека тоа е бетонирано со овој договор и мислам дека вистинската вредност на овој договор тоа треба да се види и тоа треба да се афирмира на следниот референдум. Знаете што, ајде уште и една езотерична порака. Со денешниот договор Македонија избира иднина наместо судбина. Значи, вие не можеме ние да бидеме закопани во историјата, во тоа кои сме, што сме, идентитетски белези. Од Љупчо Георгиевски не се бега изгледа. Работата, не, ама тоа е длабочината. Тоа беше слоганот на Георгиевски на еден од терминатите избори. На договорот е таа, духот на договорот, како што велите. Ние избравме НАТО и Европска Унија, интеграција. Но излегува дека за ваков договор Македонија можеше да се говори уште пред 10 години. Така, ова што го доби, веројатно можеше да го добие и пред 10 или 15 години, впрочем, Георгиевски преговараше, може би на самиот почеток на спорот. Знаете што, овој договор вака како што ние денес... Дали залудно потрошивме 15 на години, 20? Имам јас свој личен, приватен став за таа работа. Еве, Мерсел е тука, поискусен од мене во политиката, може и да сведочи за некои работи, меѓутоа ја ќе си го кажам мојот приватен став. Значи, ние ова прашање сме можеле да го решиме и во 93-та година, пред кога сме биле примени во Обединети нации. Сме можеле на овој начин да го решиме и во 95-та кога е потпишана времената спогодба. Меѓутоа, за мене, според мене, Македонија транзицијскиот период нејзин е многу тежок и живееше цело време заробена, не само во времето на ВМРО ДПМНЕ, беше заробена држава. Македонските граѓани беа заробени граѓани. И мислам дека децениите 2,5 наназад во Македонија приоритетот беа некои други политики, некои транзицијски проекти што се случуваа и дека нашите политички елити беа далеку незаинтересирани овој проблем да се реши, како што гледаме дека денеска грчките политички елити не се заинтересирани да го решават овој проблем. Тврдам дека грчките политички елити, ако не се случеше Алексис Ципрас на политичката сцена, ако останеа оние стандардни ПАСОК, неа демократија на политичката сцена, ние денеска ќе немавме договор. Зошто? Заради тоа што таму беа во тие партии и денеска тие партии се финансирани и водени и движени од разни бизнис, смокни лобија, олигархиски структури кои едноставно не им одговара. Тоа беше случајот и со македонската ситуација. Ристовски, една забелешка, па вие го смените. Извинов да не остане недоречено претходно прашање, да ја разјасниме дилемата. Ако е така како што е ова што вие го цитирате од вестникот Катимирини, тогаш грците се враќаат на двојната формула што они ја негира од самиот почеток. Јас сепак ценам дека тоа не е веродостојна информација и мислам дека нема грците да си го приуштат тој луксус да се одлучат на една таква опција, затоа што тоа е сепак двојна формула. Ако тие почнат повторно да враќаат да инсистираат на тоа, тогаш се ќе се врати назад. Затоа мислам дека тоа малку и не е веродостојна информација. Ерга омнес подразбира ерга омнес и во билатерални односи со Грција. Барем јас така го разбирам и политичките науки така го разбирам. Билјали, мислите ли дека ова што го кажува господинот Зиков за харизмите, за појавите на Алексис Ципрас, за неговото лидерство, за појавата на Зоран Заев во Македонија, кој е означен на некој начин и како балкански феномен, дали мислите дека
Само нивните политички лидерства и харизми се беа пресудни за постигнување на овој договор кој трае 3 децении, или сепак тука се во игра најмногу интересите на големите сили кои двата лидери ги ставија во едно политичко геостратешко менгеме и ги натераа до крај да преговараат до самиот крај и можеби претпоставуваме понекогаш и против нивната волја на крај да го стават подписот на тој договор. Па добро, јас не би сакал да навдекувам во менталниот склоп или капацитетот на двајцата премиери, но реално, значи двајцата направи нешто што во рамките на постојните или опортуната политика е над очекувано, над просекот на тоа што е можно. Мислам дека државничкиот капацитет тука е рамно на тоа да се пожртвува дури политичка кариера трајна и за увек, ако не се постигне значи тоа што е прифатено и ако не се поддржува од страна на граѓаните, претпоставувам. Вие сте биле долги години во политиката, во собрание, знаете што значи. Прво да се наврата малку на овој Лјупчо Зиков, што го каже претходно, дека дали сме можеле порано да го решиме проблемот полесно. Мислам дека не. Оти прво 6-7 години Европската унија беше под впечаток или влијание на Лисабонската практично декларација или тој самит кој името Македонија го исклучи од секакви можни употреби. Второ, позитивно беше тоа у времената спогодба, значи 95-та година, кај што практично стои јасно членот 11, кај што вели првата страна, се мисли на грците, нели, нема да ја попрече втората страна во процесот на зачленување на меѓународните организации. Зошто тоа потоа испад дека не е така? Мислам дека најболја или најсилна позиција Македонија имала 2004-та и 2005-та, кога можеме слободно да кажеме, тогаш нели 2004-та година беше американското признавање на уставното име, па и Канада после некое време. И со кандидатскиот статус. Кандидатскиот статус и тогаш цел свет ги обвинуваше грците дека зошто ја напаѓате на млада држава која има слаба економија, мала држава, мало население и никако не ја загрозува Грција. Цел свет беше против грците. И наеднаш враќање на антиката, провокацијата со, не знам, Александар Македонски, автопатот и спомениците и се со ред и аеродрома и така натаму, повторно, значи, вината се врати во Република Македонија. Грците си кажа, ето, ние сме во право, сме биле во право, кога 20 години ви укажувавме што се заткрива за ово, вие не ни верувавте. Ево сега гледајте. Значи, затоа позицијата, при таква лоша позиција, слободно може да се каже дека максимумот од можното е изваден со ова спогодба. Да. Само една забелешка, Мицотакис пред малку даде изјава, значи грчкиот опозиционен лидер, ќе прочитам тука интегрално за сите да ја слушнете. Решението што е договорено е лош договор и е спротивно на ставот на мнозинството грци, вели Кириакос Мицотакис во изјава за постигнатиот договор. Тој го обвини грчкиот премиер дека нема политички легитимитет и дека води тајна дипломатија и го повика да не го потпише договорот. За суштината на договорот и врз основа на она што засега го знаеме и го слушнавме од господинот Ципрас, имам да кажам само следното. Прифаќање на македонски јазик и македонска националност се неприфатлива национална одстапка, рече Мицотакис, додавајќи дека негов приоритет е со сите сили да придонесе грчкиот народ да остане обединет. Го повтори неговиот став, нема да ги поделиме грците за да ги обединиме скопјаните и повторно го повика Ципрас да не го потпише договорот. Сакам да сум јасен, Ципрас нема никаков политички легитимитет да ја обврзе земјата потпишувајќи договор кој нема поддршка од самата негова влада. Ова досега се нема случајно во грчката политика и во уставната историја и представува навреда на парламентарниот систем и за ова веднаш ќе го известам претседателот на државата вели Мицотакис. При вакви услови и при вакви изјави
каква е сериозноста на подпишаниот договор? Дали можеме да веруваме дека утре грците, новата влада, некоја нова влада тамо, во целост ќе го применува и овој договор? Со оглед на тоа дека ние до сега видовме дека од грците имаме и кршење на претходниот договор. Јас ми се чини синоќа во една дебатна емисија, реков дека чекорите кои што ќе ги бара грчката страна се нели ратификување на тој евентуално потпише меѓународен договор кој што е најавен да се потпише во понеделник, па откако ќе се ратификува нели ќе се провери на референдум, па потоа ќе се оди на нели уставни промени, а дури потоа ќе оди на ратификација во грчкиот парламент, значи ќе ја бара позицијата на спогодбата. Но водени од искуството на спогодбата, таа никој пат не беше ратификувана во грчкиот парламент. И јас прашав јавно која е гаранцијата дека грците, откако ние ќе ги направиме уставните измени, ќе го ратификуваат договорот од грчкиот парламент, што е дефинитивен нели парав за нашето членство во НАТО и утре за нашето нели прогредирање кон членство во Европската унија. Тоа е една отворена критичка точка и јас за неа синоќа говорев. Мислам дека не постојат механизми со кои би можело да се вгради, како што говореше Петар вчера, како завршни преодни одредби во еден таков меѓународен договор, да се врати назад во процесот, откако ние веќе ќе го легитимираме целиот процес во уставот со направени амандмански измени во него, или завршен референдум кој што би бил и условен да е. Значи тоа е блокадата малку обратен редослед. Мечот на блокадата секогаш постои, дали во Европска унија, во некое поглавје или таму, ако дојде нова националистичка влада која што не согласува со нешто. Знаете, ние сме должни да ги... Впрочем, и Македонија може да го направи. Ќе дојде нова влада, ќе го смени сменетиот устав, ќе врати све назад и... Ние сме должни да ги детектираме тие критични точки. Ова е една од отворените критички точки. Затоа сум јас неверен Тома, нели, измамата на данајците докрај треба да бидеме внимателни како ќе се одвива. Тежок е товарот што го презема премиерот Ципрас и мислам дека екстремната грчка јавност ќе има доста критики во тој дел, но да веруваме како што е најавено дека во понеделник ќе се потпише тој договор и дека потоа истиот ќе биде ратификуван во грчкиот парламент, но ние мора да вградиме некои одбранбени механизми дека тоа и ќе се случи. Јас би советувал да не се оди на уставни измени додека не се ратификува или барем истовремено да се направи во грчкиот парламент и во нашиот парламент. Ако е веќе тоа можно во оваа. Добро, ако може, пошто тоа спаѓа у доменот на мојата професија меѓународно јавно право, почитување или кршење на меѓународни договори. Значи, ако идеме според логиката дека сегашната опозиција која утре дента може да стане парламентарно мнозинство, да се каже дека тоа нас не обврзува, дури да го помине низ парламентот, дека не го почитува договорот. Тука имам две работи. Значи, валидниот договор меѓу двете страни, во конкретниот случај, може и повеќе страни, меѓу двете страни, може, значи, да се смени, да се промени или да престане со согласност на двете страни. Ако еднострано, значи, декларираат дека не го почитуваат тоа е кршење на меѓународното право, дури меанизмите може да отидат до Советот за безбедност, за да преземе колективни дејства и така натаму. Но, што ќе правиме, оти едни прашања се иревизибилни. Например, Македонија ќе добие членство во НАТО. Ќе авансира со преговорите. Што, ако некоја идна влада, грчка, ќе каже дека договор за мене не важи, а што, како ќе се однесува во процесите кои се... Добро, но членството, за да дојдеме до членство, треба прво да се ратификува во грчкиот парламент. Меѓу останатите членки на НАТО. Не, тоа не се спорува, значи, и дури и сегашната власт да добие пак власт, тоа е дел од договорот, дека после тие постапки кои треба да ги завршиме, тогаш у грчкиот парламент ќе се ратификува. Така што, мислам дека повеќе ове маркетиншка војна или психолошка војна, пиар, користење на ситуацијата во балкански менталитет. За жал, ние балканците се уште не знаеме што се важни државни интереси или важни национални интереси и знаеме поради тесни, лични или партиски да газим низ начелата, низ принципите. Тоа кај цивилизирани држави не се прави. Ево, например, во однос на остапките. Ево да ви кажам што за жал не пишува тука во македонскиот печат или не прати печат на албански јазик која е поврзана со Албанија.
албанците се приморени 6 километри територијално море да дадат, оти грците барат море, иако имат море, Господ знае колку. Значи на тоа, и тие се принудени да, според некоја нивна геометрија, значи да оста по 6 километри, тоа е прво. Второ, зборот чамерија веќе да не постои. И трето, да се укине војната состојба, оти ситуацијата на војна состојба со Албанија уште не е укинат. После колку? 60 и нешто години. Ајде малку околу... Значи, не, тоа сакав да рекаш, да не мислим дека само нас грци не прават така, а на другите искрено само за среќа тие не ги политизираат прашања колку што ние знаеме тука во држава да ги прави. Добро забележав дека премиерот спомна меѓународни гаранти на договорот или Па не би можел да кажам, ама предпоставувам дека спомена. Се водат во рамките на Обединетите нации. Со самото тоа се спомна дека ќе има писма, така да нема простор за резерва дека нешто може да се изигра по тој основ, заради тоа што во самите преговори ја како што го разбирам, како што го сваќам, значи постои вграден механизам на оној принцип дека не е готово се додека се не е готово. Тоа значи дека и ратификацијата во грчкиот парламент треба да помине, па да биде се готово, нели, околу договорот. Па ако не помине во грчкиот парламент ратификацијата, тоа значи дека се враќаме на почетните позиции, значи во тој дел. Меѓутоа, ова што Мерсел го кажува сега, значи ние во меѓувреме треба да добиеме покана за членство во НАТО, треба да добиеме датум за преговори. Влогот политички што двете страни го ставаат сега е огромен, заради тоа што како вие ќе се враќате од тие позиции кога веќе се завршена работа, значи во тој дел. И веројатно за тоа се свесни, особено во Грција, за тоа се свесни што договараат и до каде одат. Од наша страна мислам дека тоа е наша подобра пол позиција, значи во тој дел. Се извинувам, ако влечеме паралела со спогодбата од 95-та не беше така. Ние авансиравме промена на устав, промена на знаме и откако тие не ја ратификува во грчкиот парламент, ние што направивме? Само тужевме нели на меѓународниот суд во Хаг, добивме позитивна пресуда и ништо не добивме од тоа, ниту уставот го вративме назад, ниту знамето го вративме назад, ниту вративме нешто назад од предноста која што имавме пред промената во уставот. Јас за тоа говорам. Ние мора да имаме некои вградени механизми внатре со кои што нема да ни се случи спогодбата од 95-та. Затоа јас предлагав дека прво мора да биде паралелна ратификацијата на договорот. Па потоа тие да авансираат добра волја дека ние тоа ќе го направиме во уставот ако веќе е така договорено и дека референдумот ќе помине или ќе се откаже од референдумот таа ситуација. Малку една реченица. Значи ако се чита таа времена спогодба, ќе видите дека не се сеќавам баш точно кој е член, меѓутоа кај завршите одредби многу јасно и децидивно пишуваат дека двете страни нема да преземат ништо за да го наштетат, да ја наштетат содржината на договор. И дали нема да спречат Македонија во прогредирање да стане полноправна членка во НАТО под привремена референца од Обединетите нации, ниту да кочат отпашување преговори за членство во Европска унија, но тие закочи и ни нанесува ненадоместлива штета. Има и друго, оти нашата страна значи го наруши содржија на договор со провокација со спомениците. Не е точно. Не е точно. Не е точно. Спомениците дојда после одлуката во НАТО. Прво тие изблокираа Македонија. Не. Мерсел. Прво тие на самитот во Букурешт на НАТО ја спречија Македонија да оди напред под привремената референца, нели? Тоа беше изјавата на американскиот председател Буш. И сите беме подготвени Македонија да влезе под привремената референца како членка во НАТО. Формално право немаш. И тука Грција спречи спогодбата. Потоа се појавија античкиве елементи. Формално право немаме вето. Во Букуреш се зборуваше за Република Македонија Скопје, не за... Не, ама формално право немаше вето. А по спогодбата дури како фирум може да не прима. Формално правно немаше вето, така. Имаше консензус меѓу земјите членки. Имаше дека треба да се изнајде некакво решение, значи немаше гласа. Има една разлика од времената спогодба Букурешт до денеска. Вие овој период ние имаме реални преговори на теренот. Нити кај Букурешт имаше преговори, нити кај времената спогодба имаше некакви преговори кои беа супер тајни и на крај се дојде до такво решение. Меѓутоа, што е разликата?
временските фази се различни. Во тоа време Македонија имала уставни аспирации само уставни аспирации, дека се залага за евроатлантски интеграции, членство во Европска унија. Далеку била според капацитетот на државата што го има и од НАТО и од ЕУ. Значи таму Грција се обврзала, првата страна се обврзала дека нема да ја попречува втората страна еден ден кога ќе дојде до тоа да не ја блокира. Тој ден дојде 2008. Сега, не па и 2008 не дојде. Ако беше дојден, ќе имаше преговори сериозни. Ја мислам дека и тогаш ние не бевме спремни. Сега збориме за некои геополитички состојби, за други, не само грчко-македонски однос. Меѓутоа денеска спогодбата вели. Ако ми дозволиш, ако денеска имате ситуација во која Македонија е пред портите на НАТО и пред датум за преговори со Европска унија, исто бевме и 2008, исто. Не верувам, за тоа дека бевме до таа мера дојдени заради тоа што сега да не навлегуваме во некои други работи. Мислам политиката на ВМРО ДПМН не даваше баш беше чисто до 2008. Сериозни сигнали дека треба да биде примена досието на ВМРО до 2008 беше чисто. Не знаеме, Љупчо, дали било чисто. После се нафлека. Чисто на вести било. Не, може да ги пратиме изјавите кои ги кажа меѓу време до ниво на премиер на државата. Ни гарантираше да не примат во НАТО под привремената референца. Тоа грците се обврзаа со меѓународна спогодба дека нема да не попречуваат и да ги отпочнеме преговорите за членство во Европска унија 2008 година. Ама што добивме ние со пресудата? Ништо. Во една од најголемите причини зошто ние преговараме со грците и се договоривме нашата евроатлантска аспирација и целите поставени во уставот дека 2008. Меѓутоа денеска зошто се договоривме денеска? Инаку да бевме далеку од ЕУ и НАТО, ние и сега немаше да имаме договор. И сега ќе се пимплаше со тоа, немаше да има такви тешки преговори 7 месеци, повторно ќе се одлагаше работа, како што грците го одлагаа во неколку наврати, зашто ти не им беше важно? Како што и Благодарам, малку да оставиме простори за нашите студенти кои што се разбира ќе живеат со новото име подолго од нас. Повелете. Добро вечер, јас сум Билјана Ристовски од Правниот факултет политички студии студирам. Мене ме интересира вашето мислење во однос на ситуацијата денес. Дали мислите дека заради ставот на опозицијата би можело да резултира во поголеми немири на внатрешен план зборам, дали би можело да дојде до нов конфликт? Подолба во општеството, да. Тоа незадоволство што произлегува од известен дел од граѓаните. Од опозицијата секако, да. Се извинувам, до кое прашањето? Кој би сакал да одговори, да. Значи, мислам дека не постои таков капацитет за таков тип на поделби, заради тоа што ова прашање не дека не ги поделува граѓаните, ги поделува, меѓутоа ги поделува на една подруга линија. Мислам дека не е поделбата, да речеме, само на ВМРО-овци и СДСМ-овци. Во случајот, мислам дека и кај едните и кај другите постојат граѓани кои се за и контра ова решение. Тоа е едното, едниот момент. А вториот момент, мислам дека осигурач за тоа се е референдумот. Значи, референдумот како таков е поставен за народот да излезе и да го каже своето мислење за прашањето. Па дури и во вечерашната изјава на лидерот на опозицијата, без разлика колку и таа да беше реторички малку несоодветна за моментот, како да беше предизборна, па имаше некако на моменти видов дека имаше и навреди некои во тоа. Меѓутоа, да го тргнеме, таа бучава од изјава, во еден момент самиот лидер на опозицијата кажа дека ќе се видиме на референдум, каде што тој ќе биде против, например, во тој дел. Всушност и духот на преговорите кај нас и она што успеав да го разберам од изјавата на премиерот, кој беше прилично јасен во тој дел, е дека сите институции на државата треба да си го кажат својот став по ова прашање, а на крајот народот да одлучи на референдум. Значи и председателот се очекува да го каже својот став и тој веројатно ќе биде против. Мицковски е против, меѓутоа пак се повикува на тој референдум. Од друга страна, премиерот е за, граѓаните се поделени за, јас ќе кажам дека јас сум за, например, на тоа, и сега сите ќе го кажат своето мислење, меѓутоа референдумот ќе биде меродавен за таа работа. Тогаш ќе биде, тоа е излезното решение кое го канализира и јавното мислење во државата. Рачунајте дека месециве што престојат, 2-3 месеци, ќе биде месеци во кои ќе
ќе се дебатира многу на оваа тема, ќе се отварат и митинзи ќе се прават на оваа тема, така да граѓаните ќе имаат шанса да го искажат својот став. Обично немири се случуваат кога сте ставени на свршен чин и кога немате излезни решенија од моментална ситуација во тој дел. Ако не е даден каналот, чуеме и другите малку на ова прашање. Мала додавка во однос на ова прашање. Знаете, на скалилото на националните и државните приоритети, владата на Социјалдемократскиот сојуз и премиерот Заев, веројатно и македонската јавност, го стави прашањето на идентитетот. Значи, идентитетските одредби, да сочуваме македонска нација, македонски јазик и она што е корот на нешто што не негирале со, да речеме, децении наназад. И во моментот на сајтот на Министерството за надворешни работи стои таа изјава непријателска. Јас подолго време повикувам дека треба да ја симне како бона фиде, нели, мерка на чекор на добра волја од страна на министерот за надворешни работи. Јас очекувам по подпишување на договорот во понеделник, тие во вторник веднаш да симнат таа непријателска изјава во однос на, нели, македонската нација дека е вештачка ваква или таква. Но внимавајте, ова е историски исчекор и е за честитање преговарачкиот тим во тој дел. Macedonian erga omnes, значи е сериозен исчекор во историски контекст. Ние на пасошите ќе имаме citizenship, nationality, тоа значи дека веќе концептот на политичка нација во Македонија ќе биде абсолвиран. Тоа значи дека и албанската етничка заедница го прифаќа тој концепт и едноставно остриците се смируваат дури и внатре на домашната политичка сцена и во односите во општеството. Ќе настане една општа релаксација во меѓуетничките односи, но ќе настане една општа релаксација и во, нели, регионот. Јас не очекувам после еден ваков меѓународен договор. Втората критичка точка за која сакам да зборуваме, упорното инсистирање на Ангел Димитров и на дел од екстремната бугарска јавност, кој што во преговорите околу образованието и историјата на Македонија, јас неколку пати го повторувам, но мислам дека е вредно прашање да го наметнеме во јавноста, да однапред ние пресретнеме некои ситуации со кои што тие евентуално би не уценувале во разговорите околу образованието и историјата, нели, таа меѓудржавна комисија помеѓу Бугарија и Македонија. Таму настапија составови на оценување дека ако и понатаму Македонија и македонската влада или македонските историчари се држат до концептот на автохтона македонска нација и автохтон македонски јазик, тогаш однапред да знаат дека ние ќе интервенираме меѓународно и ќе закочиме Македонија во прогредирање кон, нели, членство на Европската унија. Да не има договор меѓу Грција и Бугарија, јас сега морам апокалиптички сценарија да кажам како критична точка, да не се договориле, ние ќе ги дадеме Macedonian како придавка, ќе им го попуштиме идентитетот, тоа ќе биде нашиот данески подарок, вие спречете ги во тој дел затоа што тоа вас не ви одговара. Затоа јас прво прашање поставам дали Северна Бугарија ќе го прифати. Бугарија го поздрави договорот, пред малку стигна веста, бугарското МНР Борисов го поздравија договорот за пријателство. Тоа е одлична информација и јас очекувам дека тоа ќе изврши влијание и врз ставовите на Ангел Димитров и врз ставовите на преговарачкиот тим. Вие значи Листовски велите предобро за да биде вистината, така? Цело време одите со една таква теза. Не. Јас кажам тоа што е добро, добро е. Придавката Macedonian erga omnes, значи дека во пасошите ќе ни стои nationality, citizenship Macedonian, нели, citizen of Republic of North Macedonia на англиски. Тоа ќе ни стои во личните карти, значи е заштитен идентитетот и надвор и дома. Тоа е објективно добро и за мене тоа е историски ичекор. Јас го барам тоа дури елементи на политичка нација. Неколку години, молам? Елементи на политичка нација. И за мене тоа е најголемото изненадување во преговорите, но еве излезе дека преговарачкиот тим имале слух за критичката интелектуална јавност кога ги говоревме ние тие критични точки, каде треба да внимаваат, каде да притиснат и каде да добијат. А бевме некако ментално подготвени за македонски со фуснота дека припаѓа на словенска група на јазици. Така беше изненадување што е, ми се чини, измореден исчекор. Да го видиме договорот во понеделник. Јас очекувам да е така како што премиерот денеска јавно се декларираше и кажа дека нема да имаме изненадување до понеделник од грчка страна или од било кого. И ако е во оригиналниот договор така како што е денеска, ми се чини дека тоа прашање на придавката Macedonian erga omnes има највисоко ниво на национален и државен приоритет, кој што се рамни дури и со оваа кнедла што ја говорам околу, нели, промената на уставот и промена на внатрешното уредување на Република Македонија. Добро. Според мене. Повелете се уште некои прашања од студентите? Добро вечер, јас сум Дарко Милошевски, студент на правните студии Јустинијан I на политички студии. Сакав да ве прашам дали фактот што ни се остават 5 години за промена на уставот значи со сигурност дека ќе влеземе во Европската унија за 5 години?
Јас колку што го сватив прашањето за 5 години промена. За 5 години промена на уставот, дали е ова всушност една акцелератор што ќе тера Македонија и македонските преговарачки тимови и воопшто целиот тој реформски пакет доди со позабрзано темпо, како ние за 5 години би влегле во Европската унија, што навистина би било супер резултат за оваа држава. Временската рамка за завршување на поглавјата по преговорите. Тоа во суштина е акцелератор и за Грција, бидејќи Грција исто ќе сака сето тоа да биде променето во што поскоро во што побрзо време. Од тука и влечам заклучок дека е добро оној стратешки дел од договорот што Заев го најави дека е постигнат, дека со Грција ќе се потпише и тој договор за стратешко партнерство. Мислам дека во наредниот период Грција треба да биде една од земјите во клубот земји кои силно ја поддржуваат Македонија на патот кон Европската унија, а тоа е, да речеме, во тој клуб се Бугарија, Словенија, Хрватска, да речеме, ќе бидат тие држави кои силно ќе ја поддржуваат Македонија. Зборам од овој дел на Европа, Германија. Грција ја гледам во тој дел. Така да нема ништо проблем во тој момент. Тоа е, од друга страна, може да се толкува и како нешто што каде што ќе се запнуваат главите во преговорите, ќе доаѓа до да речеме до можност, ќе се остави можност за да речеме да не се пушти земјата на Македонија на таа глава, да речеме, тоа е повеќе за технологијата на преговорите што денеска не е тема. Да? Добро, јас ќе се надоврзам и на претходното прашање, значи дали може да се создадат конфликти ситуации или немири во држава, мислам дека не, од причина што веќе критична маса за тоа нема, меанизми за да се издувне тоа незадоволство има, значи правот на протест тука е, право на јавно искажување, значи бар сега по сите медиуми може секој и се што да каже. Така што тоа го нема да го има и луѓето се некако заморени, значи премногу гледат дека губат од тоа што се роб на еден ментален склоп создаден според мене делумно и на вештачки начин. Оти Македонија реално после распаѓање на СФРЈ беше втора по развој и со потенцијал. Одма после Словенија. Нели Хрватите беа у војна, Босна беше сеше у хаос, значи Македонија беше втора. Албанија беше некаде 30 години зад Македонија, Косово не беше држава. Значи тек 2008 стана призната држава од страна на меѓународната заедница и сега што се случи? Албанија веќе ја престигна Република Македонија. Од 30 години разлика искочи напред. Косово брзо се развива. Бугарија, која со тие чрвени нели продава се и се што ние за жал игравме на тоа или правевме шега, сега стана сериозна европска држава. Отидете тамо да видите како функционираат институциите, како функционира економијата, што социјала имат, што медицина имат, што образование имат. И сега луѓе тоа го гледат, патуваат и се свесни дека не треба да бидеме роб од некои метафизички тези кои за жал се беа претворени или издигнат во ниво на лажен патриотизм. Добро, благодарам. Некое друго прашање од публиката? Тамо гледам малку аплаузи или нешто, да можете и коментар да дадете, зашто беше аплаузот што го покажавте? Најпрво сакам да се обратам на професорот со тоа што го размислував додека вие го зборувавте беше за менталниот склоп на балканците. Дека ние можеме тука да се расправаме и морам да ви аплодирам за риториката и вашето образование за риторика на либерална демократ или интелектуални разговори кои што ги дававте, но грото од јавноста и популацијата не се толку добро едуцирани затоа што сме повеќе балкански држави, како што каже и господинот Зиков, водени повеќе од пропаганда на социјалните медиуми. И тука имаше постојано еден конфликт што јас го размислувам во последно време, а тоа е кога станува збор за референдум. Да се даде глас на народот и затоа и се навраќам на нејзиното прашање што е прашање што ќе се случува, дали има можност за таа пропаганда да алудира на една неволку либерална демократска интелектуализирана маса, што вака ќе ги разбере овие процеси и ќе зборува за меѓународна политика и меѓународно право.
Туку јас се уште сметам дека има и некој простор каде што може да се разгори некој жар преку пропагандата од едната и другата страна. Повторно национализам. Но па ова прашање па го одговоривте сега вие. Затоа ми беше овој мал аплауз што беше тоа дека сме шетани луѓе. Одете во Бугарија, видете како е, сме излегле во светот, сме пребегале барем нашиве генерации до тој степен за да излеземе надвор и да видиме како е. И можеби тој копнеш дека нешто може да се смени толку лесно, ќе не наклони кон поголемо сознавање на што се случува надвор во земјите што не се толку обседнати со болен национализам, да го кажам на некоја мера. Но пак сметам дека има простор за мала пропаганда и токму ова е тоа што се случува сега. И во Грција, и во Македонија. Не зборувам дека ние сме единствени или грците се единствени што алудираат на политичка карта пропаганда за да добиваат поени. Напротив, многу земји во светот играат на истата карта. Но што ќе се случува допрва, не знам дали е толку јасно кажано дека нашата волја и за промена кон подобар живот може постојано да иде само во напредна насока. Туку како што кажавте и вие Зиков, робовскиот менталитет и тоа е едно позитивистичко помирување дека ние одеднаш сега ќе се обединиме како нација и ќе гласаме да на референдумот, ми е многу марксистичка идеја. Знаете што? Има една сурова реалност за овој спор после 27 години и во Македонија и во Грција. Прво, двете општества се високо партизирани, без разлика што Грција е подолго време во Европска Унија и без разлика што е колевка на демократијата, тоа денеска и не е баш демократско општество таму, заради тоа што сите сме го виделе тоа, сме отишле таму, сме виделе колку се тие политички раздвоени и колку се тие пасоки неа демократија, колкав е национализмот таму. Сега видовме од митинзите каков тип национализам има, каква реторика, колку е тоа вулгаризам дури во тој дел. Меѓутоа на крајот на денот ние не сме ништо подобри, нели, во Македонија. И сега на крајот на денот еве да ги земеме двете опозиции, двата националистички кампуса и во Македонија и во Грција. И јас би се запрашал и го поставам и јавно прашањето, зарем на македонските лидери на опозицијата и на грчките лидери на опозицијата не им е поедноставно ваков еден спор од 27 години да се реши сега, или, еве да ја земам хипотетички грчката политичка сцена, бидејќи Ципрас, нели, по некои анкети за година и пол ќе замине од политичка сцена, и еве ќе дојде Караманлис. Тој ќе треба да го решава ова прашање, бидејќи тој нема да биде паднат од Марс, бидејќи Македонија ќе постои и без разлика дали таа ги загрозува националните интереси на Грција. И ако не се реши сега, а треба да го реши Мицотакис, и тогаш Македонија ќе се вика Република Македонија. И таа повторно, според нивните ментални матрици, нели, менталната матрица во Грција, таа повторно ќе представува закана. Исто и кај нас. Еве, да не го реши сега Заев проблемот. Па Мицковски ли ќе го решава ако дојде на власт некогаш на политичката сцена? Значи, тој затоа не гледам. Слободно може да. Но сметам дека Караманлис или Мицковски Мицотакис. Се извинувам. Не, сгреши се извинувам. Затоа се поведов Караманлис. Мицотакис, за да дојде на власт во Грција, после некое време хипотетичко сценарио. Сметам дека он мора да игра на картата да се противи на ова решение. И он мислам дека си го проценува ризикот дека за евентуално да тој би дошол на власт мора да дојде на карта да си го задржи своето националистичко постојалиште. Па што биде нека биде понатаму. Исто како и опозицијската партија тука, значи не популистичка реторика каде што алудира на национални Што ќе дојде на власт и ќе забране. Да, и ќе престане. Ќе рече еднаш дека да, тоа беше голема грешка, меѓутоа заврши работата и ќе продолжи понатака. Продолжува ова, како што кажавте и вие, дека постојано едно навраќање на реторика, на навраќање на истово со тоа што популистички модисување измеѓу националистите и либераливе и цело време е некој навраќање. Затоа сметам дека многу голем проблем може да има во начинот на кој што ќе се презентира решението во однос на како ќе се представени социјалните медиуми. И дека тој ќе игра многу голем фактор за да се алудира на јавноста и на популацијата, само затоа што се вклучува терминот на референдум. Јавноста ќе каже. Се уште веруваме дека либералната демократија и дека народот има моќта да изгласува, но не знаеме колку народот може да биде подлежен кон менување на неговото мислење под презентирање на
туѓи трендови или медиум или маркетинг. Добро, благодарам. Имам уште една забелешка. Дичкото, апсолутно се согласувам со ставовите, особено во тоа што јас сум доста скептична дека ќе има едногласно нели да ќе се изгласа на референдум, и ме интересира како ќе се надмине незадоволството и револтот кај опозицијата нели предводени од таков националистички став. Знаете, најдобриот одговор за да се намалат остриците во јавноста помеѓу власта и опозицијата е власта да биде транспарентна и власта да ги држи елементите и компонентите што значат полна демократија, што ние сме далеко од неа. Знаете, вие ќе учите во политичките науки, постои политичка теорија која вели дека две полни демократии никој пат не војуваат една со друга. Значи нема причина. Тие општества кои што прогредираат кон полна демократија имаат натрешен потенцијал да самите себе си низ една широка, транспарентна, демократска процедура ги погледат сите критични точки, ги изанализират од сите аспекти. Општеството да ги утврди во што поголем плепс, нели, сите замки, стапици, измам од било кое решение. Така беше, ако сакате, и прашањето за независноста на Шкотска во Велика Британија, прашањето за Брекзит и во многу други ситуации во Европска унија. Значи, полната демократија подразбира внатрешни механизми на општеството, значи да се активира и анимира внатрешниот потенцијал на општеството, да тоа до максимум ги утврди сите аспекти. Мислам, храброст е ова да излезе премиер и целата влада околу него и да каже тоа е договорот, тоа се тие решенија и одговорноста ние ја превземаме. Јас очекувам дека дури во оваа фаза најмалку смее да има скриени намери или скриени политики и така натаму. Во политиката нив секој пат ги има, не секогаш се кажува се, но во дадена ситуација имаме јасни, експлицитни јавни изјави и ми се чини тоа е добро. Што се однесува до остриците во општеството, само транспарентен, отворен однос на владата и демократски механизми на општеството може да донесат до решение и да се намалат остриците, било да станува збор со етничките заедници внатре, со уредување на односи во општество, било власт опозиција, било секоја интересна група внатре. Само разговор едни помеѓу други може да доведе до решение, ништо друго. Сакав да ве прашам, во случај да има референдум и референдумот биде успешен и се изгласа Република Северна Македонија, како мислите дека би реагирала власта како опозицијата? Дали би барале предвремени парламентарни или слично? Логично е после вакви историски прашања со историски габарит, со тежина, логично е откако ќе се заврши процесот да нормално се провера своите позиции на нови избори. Логично е. Премиерот најави дека сакаат редовни 2020 кога ќе бидат изборите, но ми се чини дека сега е меѓу периодот и меѓу фазата кога мораат отворено и транспарентно да разговараат со претседателот на државата. Легитимно е правото на претседателот да ги користи своите механизми и тука не треба да му се лутат. Легитимно е правото на опозицијата да реагира така како што реагира. На крајот на краевите изборите се врховно демократско достигнување кое што ќе одреди која политика била во право, која политика не била во право. И на тие избори се црта политичката карта. Тогаш луѓето можеби ќе се одредат за некоја трета политичка опција, можеби ќе се определат за некое ново решение, но изборите се тие што кажуваат. Сега политичка е проценката дали треба да се оди непосредно после промената на уставот или да се сочекаат редовните избори. Тоа е веќе прашање на политички договор на политичките партии во парламентот. На општеството политички договор. Добро, ви благодарам. Ајде, повелете. Ето уште едно прашање, затоа што сум премногу мал, али ова е политичко прашање. Дали за да се изврши референдум треба да се направи попис? Не. Никаде не стои Да, поделено. Да, прашањето за пописот секогаш се актуализира. Дали во врска со референдумот, со избирачкиот список, индиректно веројатно е поврзано, но не постои законска основа. Администрацијата има полна евиденција за сите граѓани кои имаат право на глас. Не е врзано. Многу малку зборевме за она што престои, тоа е имплементацијата на договорот, најтешкиот дел сега, откако е постигнато решение. Зборувавме за грчката опозиција, но малку зборувавме за македонската опозиција и за претседателот Иванов. ВМРО ДПМН Мицкоски повторува, нема да прифати промена на уставот. Значи би било чудно
доколку го смени тој став, еве денеска повторно го повтори, председателот Иванов исто така неколку пати го повтори дека нема да прифати промена на уставот, промена на уставното име, дека нема да прифати ерга омнес име за севкупна употреба, со оглед на тоа што знаеме дека за промена на уставот се потребни 2/3. Зиков, како мислите како би дошле до решение сега во ваква состојба? Видите, тоа е легитимен политички партиски став. Значи, во случајот ставот на Иванов е идентичен со ставот на опозицијата. И тоа е тоа. Значи, во Македонија имаме на сцена имаме кохабитација која дури на моменти дури не е ни кохабитација, нешто пострашно е во односите помеѓу владата и Иванов. Меѓутоа на крајот на денот, како што беше речено, тоа се легитимни ставови. Заради тоа македонската влада според мене мудро го одбра моментот на референдум по клучното прашање, заради тоа што ќе се прашува народот на референдум. А тогаш ставовите според мене сега исто според некоја логична матрица на настани што би требало после тоа да се случуваат, доколку одговорот биде позитивен, доколку гласањето биде позитивно, тоа би требало, како што е задолжителен за институциите, тоа требало да биде и задолжително за корекција на ставот на опозицијата и на председателот. Така да, ако сега да речеме хипотетички Иванов не подпише во двата наврати на гласање, не го подпише ова, јас мислам дека ќе мора да го подпише после референдумот, значи во тој дел, ако е референдумот успешен. И заради тоа сметам дека многу мудро е одбирот на македонската влада за определбата на македонската влада за референдум, и овде исто така постои храбра позиција на македонската влада и на Заев, бидејќи тој артикулира дека референдумот и екстраполира дека референдумот ќе биде успешен. Бидејќи ако не биде успешен референдумот, тогаш затоа тој вели во последното негово интервју каде беше вчера кај на Телма, дека ја става на коцка својата политичка кариера, бидејќи ако не биде успешен референдумот, тогаш се поставува прашањето на легитимитетот на политиката на Социјалдемократскиот сојуз и на владата на Социјалдемократскиот сојуз, и заради тоа денеска вели дека ќе одиме на предвремени избори во таков случај. Така да, клучен настан во решавањето, во процесот на решавање на овој проблем, освен денешниот договор помеѓу Заев и Ципрас и објавата на договорот, би бил референдумот. Тоа е клучниот момент. Четврлика референдумот како спас и за власта и за опозицијата. Апсолутно. Професоре, ова што го кажа господинот Зиков во однос на ставот на председателот е една од можните опции која тој би можел да ги направи, а тоа е да не го подпише, но интересно е да не го подпише два пати, како што е случај со законот за јазици, нешто што според некои експерти за уставно право е против уставно. Председателот Иванов се повикува на преседан таков, веќе е направен, вели има право. Мислите ли дека повторно може да направи една таква постапка? Значи, иако уставот бара вториот пат да го подпише, повторно да не го подпише. Ако може нешто докажано да се каже за председател на државата, е тоа дека никогаш не е предвидлив што може да направи. Мислам дека председателот на државата имаше шанси, бар овој пат, значи да се стави во страна на држава, на виталните интереси и да се извлече од тоа што е партиски интерес на една политичка партија кој му помага на два наврати со тој просек што го има да стане председател на државата, но дали може да постапи тоа како што вие велете и да не го подпише и по втор пат, ја мислам дека тотално нелогично ќе беше и по прв пат да не го напише ратификација на меѓународен договор, што се нема случајно во историјата на цивилизацијата. Значи, последниве 200 години, колку се познати ратификациите, оти порано не сме имали така. Значи, не е познат крал или председател на државата или шеф на државата да не го подпишал законот за ратификација на договор. Ако ова се случи, значи повторно нашиот председател ќе иновира нешто што никогаш не бил познато. Но мислам дека зад едни опции наводно патриотски сепак стојат некакви други интереси. Антизападна политика и некаква источна или пропутинистичка политика, која за жал се маскира вешто со некаков патриотизам.
тука тој што ја сака државата. Значи мора да знае дека путинизмот е природен сојузник на Србија и Грција. Тука Македонија е само жртворојар. Да, одиме. Уште едно прашање за господинот Ристовски во однос на претседателот. Спорно ли ова што го кажува лидерот на опозицијата дека меѓународни договори не може да склучува владата, туку дека за тоа е надлежен претседателот? Па тоа можеби колегата подобро ќе одговореше за меѓународно право. Тоа е ставот на господин Мицковски, да, он тоа го тврди. И претседателот на држави има право да преговара и премиер. Има владата да склучува меѓународни договори и парламентот нормално да ги ратификува меѓународните договори. И нормално претседателот има ингеренција со указ да го тоа прогласува и да излегува во службен весник. Претпоставувам дека тој е редоследот. Знаете, ми се чини дека референдумот ќе биде бекап и за претседателот и за лидерот на опозицијата. И тие се свести за тежината на избоксуваниот момент околу придавката македонски Macedonian erga omnes. И за нив е ова изненадување, јас тоа го гледам и во едната и во другата изјава, но ми се чини дека мора да имаат излезно решение од претходната позиција на нели остро противење и ми се чини дека можно и да е договорен референдумот да биде излезно решение за сите во дадена ситуација, дури и за претседателот, дури и за лидерот на опозицијата, да речат да, еве народот рече, ако приметите лидерот на опозицијата бараше и условен референдум денеска, со обврзувачки референдум, мислам дека тоа оди и во таа насока, и во тој правец. Јас очекувам дека, знаете, дека има совест и кај претседателот, и кај опозицијската ВМРО ДПМН да свати дека навистина придавката Macedonian erga omnes е историски исчекор во дадена ситуација. Мислам дека тоа ќе превагне на тасот и мислам дека се бараат само оние излезни решенија што ќе бидат бекап за да не биде нагло пресврт, нели, кој ќе се одрази утре на изборните резултати на опозицијската партија. Благодарам. Сакам тука да ги погледнеме меѓународните реакции и што пишуваат медиумите на оваа тема што денеска е топ тема барем во балканските и во македонските се разбира медиуми. Министерството за надворешни работи на Бугарија го поздрави постигнатиот договор меѓу владите на Македонија и на Грција за прашањето за името. Ова го отвора патот кон европската и евроатлантската интеграција на нашиот сосед. Ова е реална шанса на крајот од бугарското претседавање со Советот на Европската Унија да има напредок и можност за почнување на пристапните преговори. Бугарија ја призна Република Македонија под незиното уставно име уште во јануари 1992 година и новото име Република Северна Македонија не треба да биде интерпретирано како основа за евентуална промена на постојните граници или претензии кон соседите, односно нивниот јазик, култура, историја и идентитет. Бугарија ќе инсистира двете соседни партнерски пријателски земји да дадат гаранции дека во договорот меѓу нив овие два принципа ќе бидат недвосмислено искажани и потврдени, се вели во соопштенијето од бугарското МНР. Вест која може да го носи епитетот историска, Скопје и Атина постигнаа договор за новото име на Македонија. Вака вечерва беше најавена веста за постигнатиот договор меѓу Скопје и Атина на едно од најгледаните и највлијателни телевизии во Србија, ТВ N1. ТВ Пинк веста ја емитуваше со истиот наслов историски договор, новото име на Македонија е Република Северна Македонија. Во Србија вечерва информираа за постигнатиот договор со детали и тонски изјави од пресконференцијата на премиерот Зоран Заев, но и со информација од Атина за изјавата на грчкиот премиер Алексис Ципрас дека е постигнат договор со Скопје. Вечерња новост излезе со наслов падна решение, Македонија доби ново име. Блиц оди со сличен наслов постигнат договор Македонија со ново име, а Курир пишува дека грците попуштиле. Зоран Заев, Македонија доби ново име ќе се вика Северна Македонија. За постигнатиот договор меѓу Скопје и Атина и реакциите во светот информираше и Тањук. Министерот за надворешни работи на Германија, Хајко Мас, го поздрави договорот за надминување на прашањето за името меѓу Македонија и Грција. Скопје и Атина денеска испишаа историја. 25 годишниот спор за името на поранешната Југословенска република Македонија стоеше меѓу македонците и грците. Одлична вест е дека двете страни сега најдоа решение и се согласија за името Република Северна Македонија. Тоа исто така покажува што може да се постигне ако меѓународно се однесуваме со трпение, разум и почит едни кон други. Вредеше што никогаш не се откажавме од надежта, што бевме во постојана блиска размена и што двете страни во тешки фази секогаш однова наоѓаа компромиси, вели во пишаната изјава шефот на германската дипломатија.
Да, тоа беа реакциите за постигнатиот договор меѓу Македонија и Грција, а пред самиот крај да ги видиме и поентите од вечерашната емисија. Ерга омнес. И за мене е тоа многу позитивно изненадување и ми се чини дека тоа на тасот на вагата во балансот ќе превагне дури и за промената на уставот, која што е кнедла во грлото. Ако владата се согласи да ги почитува резултатите на консултативен референдум за кој не треба да се брка цензус, и ако навистина ги почитува, тогаш е тоа исто како да направиле обврзувачки референдум. Мислам дека е таа дистинкција која во моментот се прави. Мислам дека Грција во случајот ја има веројатно полесната задачка во решението и во објавата, заради тоа што Ципрос тоа денеска го изјави, веројатно викендот ќе потпишат и тој ќе биде на удар веројатно на национализмот во Грција, кој е исто така многу голем. Без оглед на тоа што ерга омнес за некого звучи како некако максимално остапување, реално, значи, важните параметри државата ги има сочувани во однос на нацијата, јазикот, во однос на државјанството и така натаму. Да, на крај одолжиме само едно мало објаснување. Петар Арсовски, аналитичарот, мораше да замине во текот на емисијата поради други обврски, што ни беше и претходно најавено, но сепак треба да знаете зашто беше само на почетокот. Почитувани гости и панелисти, ви благодарам што бевте исцрпни во вашите излагања. Студенти, публика тука, ви благодарам што бевте активно вклучени. Почитувани гледачи, останете со програмите на телевизија 24. Да, пријатно и од мене.